Дрганов, тоа што на едно базично ниво се прашуваме сите дали овие индици за кои што слушавме во телефонските разговори ќе останат неказнети. Некако се чини дека работата оди повеќе во таа насока, отколку дека правдата ќе биде истерана. Прашањето е ние како општество што сакаме. Сакаме ли правдата да биде истерана? Ако навистина сакаме, сите чинители треба да придонесат за таа навистина да биде истерана докаде. За да се види. Тука зборувам пред се од аспекти на институциите, на судиите, еве како што рековте, јас верувам дека ќе се одважат и ќе има некоја реакција која што ќе биде Општеството е поделено очигледно дали под влијание на силната пропаганда, дел од луѓето некако почнуваат и веруваат во приказната дека ова некој центар од надвор намерно го прави на Македонија за да ја растори. Колку и таа аргументација да е нелогична, неиздржана и така натаму, но кога велите што сака општеството, сакам да кажам дека се чини дека општеството е поделено, како со нож некако. Да, затоа што очигледно ги нема доволно на маса сите аргументи и сите информации. Да ги има, веројатно не би било поделено, или пак има некој личен интерес зацкриен, кој што не се согласува со она што значи остварување на правдата за сите. Така што пред се тука улогата на граѓанскиот сектор треба да се зголеми, така што да се продолжи со континуиран мониторинг, притисок. Има ли надеж без суштествена реформа во судството и обвинителството дека нешто може да се случи? Па очигледно со сите овие настани кои што од ден на ден се повеќе се зголемуваат, очигледно се зголемува аргументацијата дека е потребно едно преоценување на судиите.